Светот на Биби! Бонтон за деца или правила за добро однесување. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме бонтон, односно правила на добро однесување. А зошто е важно да ги запомниме овие правила? Затоа што тие ќе ни помогнат да оставиме добар впечаток кај постарите, кај родителите и наставниците и кај нашите другарчиња. Исто така, ќе ни покажат како треба да се однесуваме во одредени ситуации или како не треба. Токму така, во денешната епизода од Бонтон за деца ќе зборуваме за бонтон кога се јаде за појадок, ручек и вечера, дома, во ресторан или во училишната менза. Здраво, другарчиња! Денеска ќе се запознаеме со бонтонот кога се јаде, односно правилното однесување за време на појадок, ручек или вечера. Тој бонтон важи без разлика дали сме дома, на гости, во ресторан или во училишната менза. Јадете пристојно, со затворена уста. Користете лажици и вилушки. Не се јаде со прсти. Не. Не е убаво да се растура по масата, да се брише устата со ракавот од блузата. За тоа постојат салфетки. Исто така, не е убаво да се игра со храната и да се фрла. И уште нешто. Кога јадете, секогаш внимавајте да има доволно и за другите. Например, не треба да ги изедете сите колачиња, туку треба да ги поделите со вашите другарчиња. Јеј! Јеперепи! Другарчиња, тоа беше се за бонтонот што треба да го применуваме додека јадеме. Јеј! Значи, научивме дел од правилата за добро однесување што треба да ги знае секое дете. А и зазулче. Довидување, драги другарчиња! Се гледаме повторно во Бонтон за деца, за да научиме уште многу нови работи, се разбира. Јеј! Јеперепи! Хе-хео!